Ние навистина имаме некакво политичко, искуствено, културолошко, историско наследство во некакви форми на самоуправување. Нормално критиката е на линија дека тие се дојдени од озгора надолу и можеби за тоа и се срушиле, меѓутоа во одреден момент цивилизацијски, историски, општествата, екс-социјалистичките општества се уште има одредена заедничка инфраструктура и таа гледајте и како образование и како пасишта и шуми, која што западниот прокапиталистички свет веќе одамна ги немаше на располагање. Промените во државата, барем во 20-тиот век, онака како што се случува, не се случија само поради тоа што беше неуспешен моделот, туку и поради самите уставни промени, промените на третирањето на сопствеништвото, економските промени и она што после тоа се отслика. Може ли само да ве прашам, ако Европската унија е делот од светот во кој што човекот најдостоинствено живее. Тоа се либерални демократии. Ако тоа функционира и произведува достоинствено живење, тогаш зошто би се менувало тоа? Ме разбирате? Например, поради видот на финансиската криза во 2008 година и она што таа го предизвика во државите во кои што така комотно се живее и начинот на кој што луѓето се справија со тоа, односно единствениот конструктивен одговор на мерките на штедење и сето она што се случуваше, погледнете Грција, Италија, Шпанија, да не одиме погоре, единствениот корисен одговор, корисен за заедницата и за заедничките добра, дојде од овие движења на самоорганизирање и самоуправување. На одреден начин би можеле да го кажеме истото и за Република Македонија, која 10 години, 12 години, чии институции 10 години беа окупирани од одредени политички елити, од одредена партија, кога веќе јавните институции почнаа да потфрлаат во давање на услуги, јавни услуги за своите граѓани, голем дел од цивилното општество ги пружаше тие услуги. Она што исто така Александар го спомнува, месните заедници, кои што денеска се нарекуваат некако поинако, меѓутоа месните заедници во руралните средини и денеска си ги имаат печатите од СФРЈ кои што им се издадени, и они имаат многу поголем увид во работата, потребите и потенцијалите на заедницата од која што доаѓаат и они издаваат дозволи, односно потврди за радиодифузија дека во оваа куќа не живее никој човек. Они им помагаат на луѓето за стратегии, за со нивите, што каков посев, колку и така натаму. Вие сте родена во СФРЈ? Да. Извинете за прашање. Апсолутно да. Ама претпоставам дека многу малку се сеќавате. Па не би рекла. Да. Не би рекла, баш потекнувам и од мешана семејства и имам, родена сум во Црна Гора, имам искуство во живење, во компаративно да речеме. Ова што го зборувате е поврзано и со југоносталгија или... Апсолутно не е поврзано со југоносталгија, туку е поврзано со критичко преиспитување на наследството кое што го имаме, бидејќи ако го нарекувате југоносталгија времето во кое што оваа држава стекна некои од најважните институции, како на пример универзитетот, црквата или не знам кој, нека биде и југоносталгија. Меѓутоа, ова е повеќе и самата студија тоа го пишува, ова е навистина повик за критичко преиспитување на наследството токму поради двете екстреми со кои што се соочуваме. Едната е нели величење на тоа прекрасно наше минато и како се третирани заедничките добра и така натаму, кое што секако е пристрасно, а другата струја, да речеме, онаа струја која го сатанизира до таа мерка што веќе во некои заедници не можеш ни да го спомнеш зборот задруга, на пример, кој што исто така дури не е ни концепт од оваа држава, меѓутоа ете поради стигмата која ја носи ова време, не е користлив. Оваа студија и мојот став е токму тоа, критичко преиспитување на овој модел, бидејќи има понудено некои решенија кои што верувате дека и денеска во Латинска Америка на некои студии на јавните добра, на политичко управување и така натаму се проучуваат, моделот на Карделј особено.